Великите Европскиот парламент при неколку дена изгласа укинување на роумингот. Можете ли да објасните што поконкретно значи оваа мерка? Се разбира. Иницијативата за промена на европската регулатива во областа на електронските комуникации не е скорешна, таа е од поодамна, уште од 2013 година. Европската комисија до Европскиот парламент имаше доставено предлог за нова регулативна рамка која што се однесува на електронските комуникации на ниво на цела Европска унија. Ние секако не сме дел од Европска унија, меѓутоа Агенцијата за електронски комуникации уште учествува во работните тела кои што оваа регулатива и ја подготвува и ја анализира. Се разбира како наблюдувачи, меѓутоа е од голем наш интерес затоа што сепак нашето законодавство се усогласува со европското законодавство, посебно во делот за електронските комуникации. Мислам дека сме комплетно усогласени, барем со претходната регулативна рамка која што беше од 2009 година. Меѓутоа, во меѓувреме од 2013 година имаше големи дискусии што треба, како треба да се прифати и конечно не сите предлози кои што беа испратени до Европскиот парламент, има многу мерки кои што дополнително ќе бидат усвојувани од Европскиот парламент. Меѓутоа, во делот на две главни битни за сите државјани на Европската унија мерки се тоа што Европскиот парламент пред неколку дена ги усвои предлозите за намалување или укинување на роумингот од 2017 година. И втората мерка е прифаќање на мрежната неутралност како принцип на работа на сите европски оператори. И за двете секако ќе се обидам да објаснам. Првата мерка е укинување на роумингот, уште од не е прв пат да се случува тоа, нити ексклузивно само во Европска унија, туку и други земји преземаат слични активности. Уште од 2007 година постои регулатива со која што се намалуваат цените во роуминг, затоа што беа оценети како неосновани и многу високи за граѓаните кои што користат таков тип на услуги. Беа намалени драстично до 2014 година, повеќе од 70% разговорите беа намалени, повеќе од 90% податочниот сообраќај, односно интернет во роуминг и така натаму. Меѓутоа, Европската комисија оцени дека тоа се уште не е доволно и затоа предложи да бидат комплетно укинати дополнителните наплати, да кажам, од страна на операторите за ваков тип на услуги. Тоа значи дека сите граѓани на Европската унија кои што ќе користат услуги во роуминг ќе ја плаќаат истата цена како што би плаќале кога би биле во својата матична земја. Тоа ќе важи од јуни 2017 година. Меѓутоа, за да не биде наеднаш применета регулативата, зашто има даено преоден рок и преодниот рок е на 2 степени. Во јуни 2016 година ќе бидат применети и намалени цените, со тоа што ќе се дозволи екстра трошок, кој е многу мал, негде околу 20% од трошокот што сега го плаќаат, значи ќе бидат намалени дополнително и ќе има еден многу мал трошок, негде околу 5 евроценти дополнително, кој што ќе биде разлика од домашното плаќање во плаќањето во роуминг и тоа ќе трае една година, се до 2017 кога комплетно ќе се укине екстра трошокот. Нас не се допаѓа секако оваа мерка, ние се трудевме и имавме иницијатива од Европската унија да бидеме и ние вклучени во една таква иницијатива. Меѓутоа, до сега се уште тоа трае, до сега немаме некој посебен успех, не сме успеале да ја завршиме работата комплетно, што не значи дека се откажуваме. Во меѓувреме, заедно со државите од регионот со кои што можевме да подпишеме, а тоа се Србија, Црна Гора и Босна и Херцеговина, подпишавме иста слична всушност регулатива која што беше претходната регулатива во Европска унија и ние се ги изедначивме цените помеѓу овие држави со цените кои што европските граѓани ги плаќаат во Европската унија
И тоа ни беше како намера за понатаму да продолжиме, кога ќе имаме изедначени цени со Европската унија, да предложиме комплетно да важи за цела Европска унија нашиот договор, таа ни беше идејата да кажем. И во таа иницијатива се уште продолжуваме со преговори со останатите држави, како што се Албанија, Косово и Турција во прв момент, а понатаму и секој друг кој што сака да се вклучи, па и Европската унија на крај. Какви се искуствата од тој балкански роминг што говори? Па балканскиот роминг е воведен од оваа година, имавме повеќе објави и дури уште еднаш ќе ги потсетиме граѓаните во текот на оваа година или уште во повеќе наврати. Искуствата се дека цените, успешна акција беше, цените се намалија на 1 јули. Колку што можеме да забележиме, немавме некои поголеми проблеми. Имаше пред воведувањето некои проблеми од легислативна природа во Црна Гора, меѓутоа колегите ги разрешија навреме и цела иницијатива успеа да заживее точно како што беше и планирана. Како што гледаме ние од приговорите кои што стигаат од корисниците, барем од тие држави се драстично намалени или ги нема, што нас не задоволува. Тоа ни беше и целта, не сакаме луѓето да се несрекни кога користат таков тип на услуги и мислиме дека е успешна акција. Сега останува да направиме анализа целосна. Ние чекавме да заврши кварталот кој што заврши на 1 октомври. Сега сме во фаза на собирање на податоци, со бројки да анализираме што всушност се случи на тој пазар, односно како се рефлектира на цените, користењето на услуги, дали се зголемени минутите на разговор, бројот на податоци. Имам искуство дека во Европска унија за 630% се зголемија со претходната регулатива, сега ќе видиме понатаму за новава што разговаравме регулатива, меѓутоа со претходната регулатива количината на интернет се зголеми 630 пати со намалување на цените. Очекуваме дека ќе има барем приближно иста промена и кај нас. Тоа ќе ни дај поттик за уште понатаму да ја шириме иницијативата. Меѓутоа тоа е работа која што допрва не чека. Анализата ќе следи во наредните неколку недели, месеци. Кога би можеле нови земји да се приклучат во тој балкански? Па иницијативата е отворена. Кога некоја земја ќе посака, слободно може да се вклучи. Начинот на вклучување е ист како што беше склучен и договорот, односно треба да имаме допис од државата дека сака да биде приклучена и не знам, тоа веројатно владите си, пошто од страна на владата беше склучена, владите си знаат како е формалната процедура, меѓутоа јас сметам дека за многу кратко време може да се приклучи. Што останува на нас како агенција е да преговараме со другите регулатори од нивните држави кои што не се приклучени, да се приклучат. Ние разговараме во исто време и со албанскиот регулатор, и со косовскиот регулатор, а исто така и со турскиот регулатор, меѓутоа турскиот регулатор оваа година имаше некои промени кај нив, ги чекаме да се воспостави редовна работа. Меѓутоа тоа сепак не може никој да го предвиде, барем не од наша страна, тоа треба да се завршат таа работа државите кои што сакат да се приклучат. Важно, поканата е отворена. Што се однесува за втората работа, за мрежната неутралност, тоа е една многу значајна мерка која што посебно ќе ги интересира мислам сите граѓани во Европа. Иако не е нова работа, мрежната неутралност значи дека ниеден оператор нема право да управува со сообраќајот во зависност од содржината. Тоа значи дека никој оператор ќе нема право повеќе во Европска унија да блокира некој сервис, односно некоја апликација како што е на пример Skype, Viber или peer-to-peer услуги или стриминг, какој и да бил тип на апликација не сме да биде блокирана заради содржината. Тоа не дека е нешто ново, некои држави го имаа и досега воведено, како на пример Република Македонија, ние го воведовме уште минатата година. Сега Европска унија го воведе на ниво на цела Европска унија, иако некои држави членки го имаа како нас воведено. Истата ситуација се имаше случајно и со Соединетите американски држави, тие го има воведено уште од минатата година. Така да не е нешто ново, меѓутоа е многу значајно, затоа што сега ќе биде на територија на цела Европска унија и
се разбира и кај нас, пошто ние самостојно си го имавме тоа веќе направено во Република Македонија. Од страна на корисниците е значајно затоа што нема да бидат ограничувани од нивниот оператор по ниедна заради ниедна причина, што се однесува се разбира на содржината. Меѓутоа, морам да напоменам дека операторите заради менаџирање од технички причини можат да стават некои ограничувања. Тие се на пример заради поправки на мрежата, заради заштита од задушување заради некоја причина или некои други кои што се технички причини. И се надевам дека оваа мерка ќе биде добро разбрана и од сите оператори, зашто кога ја воведувавме во Македонија имавме потешката е да го објасниме на операторите зашто е многу значајно, меѓутоа мислам сега како што вори времето сите го сваќаат дека така треба. Се жалат ли македонските граѓани се уште на високи сметки кога престојуваат во странство? Па не. Да, многу може би изненадувачки, меѓутоа во споредба со тоа колку се жалеа претходно, сега ето Тоа значи го научија да го користат. Кога зборуваме за роуминг, и да и не. Дел го научија точно како се користи паметниот телефон. Меѓутоа, ние презедовме една активност во рано оваа година, негде, мислам дека во јануари ја завршивме таа активност, тоа беше измена на правилникот со кој што се регулираат односите помеѓу операторите и корисниците, и таму ставивме дека секој оператор, кога корисникот е во роуминг, треба, ако се направи сметка од 1000 денари за интернет, треба да биде прекинат сообраќајот. И тоа е едната мерка, другата мерка, ако се направи сметка од 3000 денари за разговори, треба да биде известен корисникот дека има сметка од 3000 денари. Тоа придонесе луѓето веќе не можат повеќе од 1000 денари несвесно да направат, ако вас ви е вклучен интернет во роуминг, 1000 денари без да знаете ќе ви се исклучи секако и ќе добиете информација дека имате 1000 денари направено во роуминг, и тоа доведе до луѓето да не ја добиваат сметки од 30.000 денари, од 20.000 денари, како што беше случај претходно. Ние сме многу задоволни од таа мерка, иако операторите се разбира не се толку многу задоволни, меѓутоа сепак наш интерес е граѓаните. И заради таа причина ова година не добивме ни еден приговор што се однесува на високи сметки во роуминг, посебно за интернет. Тоа беше случај минатите години и нас како регулатор многу не фрустрираше зашто имаше сметки од 50, 60, дури највисоката сметка беше од 4000 евра која што добивме минатата година. Тоа беше причината зашто сакавме толку ригорозни да бидеме. Знаеме дека ограничувањата во Европската унија се на 50 евра и веројатно очекува и нашите оператори, меѓутоа ние ставивме на 1000 денари. Сметаме дека за македонските граѓани е сосема доволно за погрешка, например, да платат некоја сметка ако немат забележено дека имат вклучено интернет во роуминг. Меѓутоа, како што ври времето луѓето и секако знаат дека треба, ако сакат да користат, да биде вклучен, ако не сакат да користат, да не биде вклучен. Ќе видиме како ќе оди понатаму. Се почувствува ли во Македонија конечна вистинска либерализација на телекомуникацијскиот пазар за разлика од пред 10 години? Многу нема ни потреба да се дискутира веќе за тоа. Јас мислам дека македонскиот пазар за електронска комуникација е комплетно либерализиран. Сега колку е конкурентен, тоа е веќе прашање на односи внатре во пазарите, колку се моќни компаниите и какви се околностите на работа на нивните компании, колку е куповната моќ на граѓаните и ред други мерки и фактори кои што влијаат. Меѓутоа, ние како регулатор сме задоволни и од конкурентноста на пазарите, посебно на пазарите за широкопојасен интернет, кој што е од големо значење, зашто имаме ред на компании кои што се надпреваруваат во овој пазар и сметаме дека како назначен пазар всушност го сметаме дека е многу битно затоа што тој пазар ќе ги повлекува, мислам, во блискини на цела индустрија на електронските комуникации. Благодарам.